Модернизацијата и дехуманизацијата на нашето општество сериозно удираат по старите и традиционални занаети. Уште еден занает се чини е на работ на заборавот. Да погледнеме како функционира една професија, една невидлива сила која го држи заедно универзумот, а која за жал е во изумирање. Може ли да замислите како би се развивало нашето општество доколку ние, како луѓе, во палеолитот и денес би ги немале Тука беа до сега, човече. Еве ги. Значи, како си ја вршат работата, тоа е... Браво! Здраво. Мија скрши кичмат. Како е да си нинџа? Шо бе, како е да се види? Ја памтам времења бе која не се замишља свадба без нинџа. Па се знае, младо жењата го стрижиш со овакво традиционално со катана. Се знае како се бричи со катана. Баш кај секој село имаше нинџа клан. Заштитници, знаеш како е? Гулевци, делчевци, санданци, све тоа. И текна првиот шурикен у Прилепи Катланово. Прилепи Катланово, така. Значи, немој тргни се, не ми се доближувај. Добро, има ли начин да се задржи тој традиционален занает? Има бе со ангажмани, ама ние се помалце ги имаме. Ние сме ти мајстори бе, мајстори на камелонизација, на асимилација, на канализација, градежништво. Ама ништо, сега само по избори не викаат и по некој сунет. Саш да видиш демонстрација како изгледа тоа? Да, ама не на мене, така. Се заебавам бе, не на тебе. Значи вака се пунат кутии. Ало? Ало? Да донесеш булдожери, може? Можи. Сенпај, треба да дигаме Ја зграда. Аригато. Ајде, тато. Ос. Ични. Хични. Медиапан. Медиапан. Се извинам, да ве прашам, што се случува? Абај, бегај, доста снимат, ај изгаси камера. Што бе, кој ви се јави? Не е битно, од општина аеродром ни се јавија, трета смена имаме работа. Бегај, бе, ајде! Чекај, зашто? Добро, ете, драги гледачи, како што можевме да забележиме, ни се разрешија некои мистерии. Видовме дека нинџите се задолжени за тоа да работат трета смена и дигаат згради, за да пунат гласачки кутии и да сечат дрва после полноќ навечер. Нинџите со еден збор се меѓу нас. Боли кичмат. Студио? Од извори блиски до планината дознаваме дека нинџите последен пат се забележени наводно на 11 октомври, каде што заедно со багерите ја продолжија работата на гасоводот.